Општинското основно училиште Славејко Арсов го доби приматот еколошко училиште благодарение на успешно реализираните еколошки проектни активности. Плод на еколошката работа е зеленото еколошко знаме и тоа е сосема заслужена награда. Представници од училиштето, ученици екологисти, заедно со наставници и директорката беа на прием кај градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски. Работевме интензивно на стекнување на високото признание еко училиште, односно зеленото знаме. Така што во петокот на екосамитот во Скопје го добивме на високото признание, зелено знаме, се вреживме во интернационалната мрежа на еко училиште и не представува на вистина плод на нашата долгогодишна работа која што работивме во задоволување на сите стандарди кои што беа поставени од страна на програмата Интеграција за еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Ова зелено знаме представува плод на работата на сите наши ученици, на вработените од нашето училиште. Имавме голема поддршка од страна на родителите, општина Штип, Сдруженијето Виножито, медиумите и сите овие активности се разбира дека и во рамките на наредниот период доследно ќе ги спроведуваме со цел нашето училиште и пошироката средина да бидат здрава и уредна средина, достојна за живот на сите нас. Општина Штип дава приоритет на еколошките активности, а градоначалникот ветува дека еколошките проекти и енергетски ефикасните архитектонски решенија ќе бидат во наредниот период за Штип начин на живење. Еколошкиот сегмент и зачувањето на животната средина е една од најважните активности кои што општина Штип, сите институции во нашиот град треба во иднина да работиме сите заедно за да ја подигнеме на едно повисоко ниво. Ова е еден убав пример како школите треба да се развиваат во иднина, како треба да донесуваат признанија од национални активности кои што ги спроведуваат и јас само можам да кажам дека општината ќе даде целосен придонес и во иднина за зачување на животната средина во целиот град и во целата општина, но ги охрабрувам и институциите и основните и средните училишта да продолжат со активности во насока на зачување на животната средина во наредниот период, бидејќи здравието на децата и на луѓето е пред се во нашиот град. Учениците екологисти од Општинското основно училиште Славејко Арсов ветуваат дека ќе продолжат со еколошките активности и понатаму, но и пораката кон возрастните е императивна. За да го добиеме ова зелено знаме, сите се вклучивме максимално во работата и во активностите организирани од страна на нашето училиште. Ова зелено знаме представува мотив за да продолжиме да го одржуваме нашето училиште чисто со убава гледка. Имавме многу еколошки акции со кои што го добивме зеленото знаме. Исто така во училиштето беа поставени штедливи чешми, беа променети вратите. Имавме различни екоактивности со еколошкото друштво Виножито. Потребно е сите околу нас, сите да бидеме екологисти за да зачуваме средината да биде чиста и здрава и да биде добра за живење на сите луѓе. Децата што од мали нозе треба да бидат едукативни, треба да бидат потикнати од сите, да бидат екологисти, да се вклучуваат максимално за чиста природа, за екологија. Зелено еколошко знаме во Штип имаат и други училишта и детски градинки, но ова активност исто така е поттик и за институциите да се насочат кон еколошки издржани проекти.